Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денеска во присуство на министерката за труд и социјална политика, пратеникот и други луѓе од владата на Република Македонија и од парламентот, дојдовме во посета на Штип поради една многу значајна работа. Владата почна да го подготвува амбиентот за донесување на минималната плата, која што граѓаните знаат дека е со тенденција да ја покачиме на 12.000 денари. Ние сме сериозни во одлуката и сакаме навистина ова на еден многу прагматичен, во разговор со нашите граѓани, пред се со работниците, но и со газдите, да разговараме за да оваа мерка полека ја стартуваме со намера точно од 1 септември да биде воведена на државно ниво. Имавме прилика денеска пред се да разговараме со работниците. Разговаравме за условите за работа, разговаравме за моментот на примањата на платите, за сите детали, како доаѓаат платите, која е вистинската вредност на самите плати, но разговаравме со газите заради тоа што намерата не е да владата императивно преку закон ја донесе минималната плата, а со тоа ги уништиме перспективите на самите бизниси на фабриките. Гледаме дека има услови за воведување на ваква мерка, ќе продолжат консултациите се до донесувањето на законското решение и на неговото имплементирање, но она што е важно при една ваква мерка е дека покачувањето на минималната плата на 12.000 денари ја отвара спиралата на покачување на севкупните плати во Република Македонија. Секако, првиот таргет е текстилната и кожарската индустрија како најниско платени индустрии, со цел на вистина владата на еден внимателен начин, преку буџетски пари, за кои што определивме 1,5 милион евра годишно, месечно, да ги уследиме стопанството за во ниједна мала рака не дозволиме одредени дисторзии да се случат во нивното работење. Покрај тоа, владата веќе најавува еден пакет еднаквост на странските и домашните компании, кој што значи директно пакет на ослободување од персонален данок, од данок на добивка, за се она што значи гринфилд инвестиции, а во скоро време, најверојатно до крајот на август и почетокот на септември, ќе објавиме менија за нови гринфилд инвестиции кои што ќе значат пред се работни места. Генерално веруваме дека ќе ја вратиме среќата и животот во Македонија ако се грижиме за нашите граѓани, а нашите граѓани се пред се работниците, но секако и останатиот дел кој што работи во приватното стопанство. Ќе има напредок во Македонија ако приватниот сектор расте напред, но ќе има и среќа и напредок во Македонија ако бидат среќни работниците во државата. Во тој дух, јас сум убеден дека оваа мерка ќе ги даде веднаш резултатите и навистина ќе се вратам денеска во Скопје со сериозна подршка од работниците кои што ги ја дават на новата влада и на аспирациите на воведување на вакви мерки од социјален аспект кои што ќе го подобрат животот на граѓаните. Разговаравме и за многу други детали. Конфекциите кои што денеска ги посетивме, има добри услови за работа. Работниците работат по 8 часа, кога има дополнително работно време, тие во заемен договор со газдите го договараат и тоа им се плаќа. Тоа се моменти кога треба да се испорача робата, да се стигне на време камионот да тргне, за да може да стигне до нивните купувачи кои што сакат да ги одржат. И тоа е во ред. Апелирам да се даде малку подолг годишен одмор на работниците. По законот сите има 21 ден или како следува согласно стажот. Секако дел од работниците си земат дел од годишен одмор и во текот на годината, но во текот на летото само една недела годишен одмор е малку. Треба да овозможат во разбирање со работниците и организирање на смените, да не трпи производството, да ги пуштат вработените. Во тој дух сакам да објавам и една нова работа на која што работи владата, а е во делот на подршка на туризмот. Знаете дека досегашната влада субвенционираше странски туристи од Холандија, од секаде. Ние ќе продолжиме со таквите мерки. Тоа го поддржува туризмот. Но ќе воведеме една нова мерка, која што ќе значи директно подршка за одмор на најниско платените работници во Македонија. Тоа е пак текстилот и кожарската индустрија. Државата ќе финансира bed and breakfast, тоа е спиење и доручек, за најниско платените 35.000 граѓани, каде што ќе можат дополнително да овозможат продолжување на сезоните во туристичките капацитети ширум Македонија, а при тоа бенефит да добијат оние што навистина земат најмала плата заради тоа што работат во најниско доходовните дејности. Верувам на тој начин ќе помогнеме и на бизнисите, но директната помош оди кај вработените. Она кој што сакам да го сублимирам, владата е насочена кон работниците. Доаѓам од капитал секторот, но треба да знаеме, профитот на газдите го носат работниците. Дај да ги помогнеме, работниците ќе бидат попродуктивни за газдите, а граѓаните ќе бидат среќни и така цела Македонија би требало да биде задоволна. Во тој дух барам од сите чувство на солидарност. Може би дел од профит ќе треба да се сподели повеќе со работниците.
Државата е тука да помогне. Но ова мерка, верувајте, треба да ги дигне генерално сите плати во Македонија. Народот ако има пари, парите се трошат, тоа значи поголем пласман на производството, на сите наши домашни компании, а тоа значи и поубава хармонија и посреќен живот и перспективи за нас. На тој начин ќе ги задржиме и младите, ќе останат овде да формираат своји семејства. Ве молам и вас медиумите да ги следите ваквите тенденции, да бидете критични кон нас, кога заслужуваме и правиме промашај, но и да знаете да ги поддржите позитивните аспекти кои што дават резултат. Благодарам.